Добро утро и од мене и во ова утро, во наредниот еден час, е резервиран за тема на денот и гости во студиото. Она што можам на почеток да ви кажеме дека ќе имаме убава дружба, со еден навистина интересен гостин, но за кого станува збор и нешто повеќе околу неговите планови, од тоа што и како работи тој, ќе слушнете лично од негово име. Чест и задоволство во мое друштво денеска Боби Серафимовски, музичар, композитор, аранжер. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро или добар ден, за оние што поране не може да се каже добар ден. Так. Ги поздравувам сите гледачи на вашата телевизија. Посебно ми е чест и задоволство што денес имам прилика да бидам ваш гостин, бидејќи за прв пат доаѓам и морам да кажам дека сум импресиониран од она што го видов. Почнувајќи од екипата, од она што го поседувате како опрема и навистина феноменално е. Так, благодарам и на тебе на убавите зборови. Се надевам дека сите оние кои што ова утро ќе не следат, ќе имаат можност убаво да се дружат низ разговор со вас. Меѓутоа да ве навратиме на почетоците кога започна се, од каде и како тргна се да се ангажирате токму во музиката и зошто, од каде љубовта кон ваков вид на музика? Моите почетоци се навистина одамна, мислам од самото детство, само од основното училиште со запишување во основното музичко училиште, потоа во тинеџерските денови со формирање на првите бендови, со првите групи гитаријади во Куманово. Подоцна, значи, со моја солистичка кариера во тогашна Југославија, во бивша Југославија, 89-та година, хитотиво на која беше на прво место во тогашните ексију простори, гостувања на телевизија Нови Сад на неделно попладне во тогашна Југославија, хит на месецот во Белград и многу настапи кои што на некој начин ми дадува инспирација и потик да продолжам понатаму со музиката. Со самостување на Република Македонија се појави мојот прв солистички албум за продуцијата на македонската радио телевизија. Потоа вториот албум, па третиот албум инструментална музика, потоа настапи, кариера во Америка, со работа со многу музичари. Наистина можам да се пофалам со Так, околу тоа и со одличен споменам. музички бекграунд, со големо искуство, многу продукција, многу снимање. Впрочем и годините си го прават, искуството си го прават своето. Потекнува ли Боби од музичко семејство? Па да, потекнувам од музичко семејство од страната на мајка ми. Мојот дедо свирел жичени инструменти, исто така и неговиот татко, мојот прадедо. На некој начин генот, корените си го носат и си го прават своето, нели? Така да не случајно сум во овие музички води. Потекнувам од музичко семејство. Драго ми е што сум ги наследил тие гени од моите предци. И се надевам дека и моите деца веќе имаат афинитети кон музика, моето семејство дека ќе продолжат да ја негуваат музиката, музичката уметност и да бидат дел од музичкото творештво и креативност. Так. Зошто изборот падна на џез музика? Од каде љубовта? Што конкретно те привлече кон ваков вид на музика? Зашто станува збор? Па видите вака, значи во тинеџерските денови на некоја одредена тинеџерска возраст, нели, почнуваме со рок н рол, со музика која што е комерцијална, да кажеме, од ексију просторите, пошто ние расеме во тоа време, бевме тинеџери, во тој период имаше многу голема рок сцена во тогашна Југославија. И тогаш ние се палевме на Бело думе, на Бајага, на Рибја чорба, на Прљаво казалиште. Тие бендови остава печато и ги остава многу на некој начин не усмерува во некој правец, во некој музичко движење, како ние понатаму да Треба да продолжи. Да. Во тој период, значи, ние се палевме на такви бендови, на такви групи, тие беа главна инспирација за нашето творештво. Меѓутоа, понатаму, со текот, нели, на личниот музички, личното музичко развивање, понатаму, нели, доаѓа до промена на сваќање во правци на музиката. Јас, значи, учев нижо музичко училиште, учев средно музичко училиште, сега и студирам на џез во Штип, на џез гитара. Доаѓам до нови откритија, до нови музички сознанија, до нови предизвици. Значи, искуството е главниот мотив за она што понатаму се случува во самото творештво кај еден уметник кој создава нешто. Така и кај мене, значи, главната цел ми е создавање на филмска музика, каде што имам подпишано договор во Америка, комуникација со многу луѓе од тој дел на бизнисот,
Имам лиценцирано многу дела во Лос Анџелес. Во меѓувреме работам на инструментална музика која можеби наликува на смут џез, можеби и амбиентална музика, нешто што е својствено за мене, за мојот карактер. Веќе имам издадено 2 албума во Америка, сега работам на третиот албум. И тој е при крај, така да едноставно го правам она што го чувствувам. Сето она моје искуство што е зад мене, сето она моје знаење што го носам во себе, оној мој инстинкт музички допринесува да творам нешто, да работам, да создавам нешто што е лично сопствено за мене. И оставам мој белег. Так. Која беше првата песна или можеби песната која го одбележа твоето појавување на музичката сцена и да споменеме околу првиот албум, ако не се лажам, носи наслов Без граници. Така. Мојата прва песна која што остави трага и која што направи потик во мене и ми даде инспирација понатаму да се занимавам со музика и вона која што, како што ви реков, 89-та година беше хит во тогашната бивша Југославија, беше хит на месец во Белград и имав настав во Нови Сад на Неделно поплане. Мислам тоа беше во тоа време, 89-та година, наистина нешто што едно младо момче како мене од Куманово кое што прави нешто во бивша Југославија, мислам голема држава. Понатаму, значи, првиот албум, како што реков, да не се повторувам, 91 година за македонската радио и телевизија, 2001 година Алави Macedonija од инструменталната музика To The Roots, Конкурентите, која што остави навистина одличен печаток. И сега после тоа, значи, почувствував дека е премал просторот дека за да ги покажам моите емоции, моите музички доживувања, моите музички размислувања, се она што значи музика. И се одлучив да пробам да направам нешто надвор од Македонија и за моја среќа одлично тргна. Првиот албум No Borders одлично помина. Беше издаден за една продукција во Америка која што не беше толку голема, меѓутоа имаше одлични композиции кои што одлично поминаа кај пред се американската музичка критика. Sunrise on the Beach беше баш онака хит. Со таа композиција бев артист на месец во Сан Франциско. Па имам интервју во Лас Вегас, каде што беше представен мојот албум. И навистина имаше одлични критики од публиката, од она што значи уредници во таа музичка бранша, на смут џез, на инструментална музика, што на мене посебно ми е драго. Така. Уште од мали нозе свириш 2 инструменти, тоа е кларинет и гитара. Дали за тебе важи она дека секој музичар треба да знае да свири повеќе инструменти? Па вака, јас значи сонував и најголема љубов ми беше клавирот, пијаното. Така. Меѓутоа во тоа време кога не запишував во музичко училиште, имаше еден принцип: ќе се појавиш на аудиција, ќе те погледнат онака, ти си супер, можеш да свириш кларинет. Ја не сакав да свирам кларинет затоа што клавирот ми беше голема љубов. Меѓутоа драго ми е што го запознав инструментот кларинет, бидејќи кларинет е многу интересен инструмент. Ако си талентиран и ако ја сакаш музиката, тоа не е пречка да научиш и други инструменти да свириш. Во времето кога го изучував кларинетот како инструмент, јас вежбав многу пијано. Во тинеџерските денови гитарата исто така ми беше голема љубов и многу ми е драго што ги знам одлично сите 3 инструменти. Значи кларинетот на прво место затоа што многу време со него поминав. Гитарата исто така сега веќе и професионално, мислам, со изучување на џез, џезот, значи веќе сум професионален инструменталист, џез гитарист, а пијаното ми е во светот ме знаат како пијанист. Така. Пред ние да продолжиме, можеби ќе се сложиш да се одмориме со малку музика и да здивнеме, па се враќаме назад. Може. Ако љубовта е грех, ние многу грешевме. Во љубов се колневме. И да го имам свето цел, сега ништо не вреди. Кога валиш ти, врати се каде што ме остави, кај што сите победи, без тебе се порази. Врати се кај што некому
носи се, кај што предиш повеќе, кај мене врати се. Беше се совршено, но во време погрешно. И да го имам свето цел, сега ништо не вреди, кога фалиш ти. Врати се, кога што ме остави, кај што сите победи, без тебе. Сме повторно назад, еве како што имате можност да погледнете за оние кои што можеби подоцна ни се вклучуваат во друштво со Боби Серафимовски. Многу имиња се поврзуваат со твоето име, односно балкански имиња и ѕвезди, во соработка со тебе, како што се Цеца, Здравко Чолич, нешто да ни кажеш околу таа соработка? Па јас сум композитор кој покрај она што го работи од срце за она што јас го чувствувам длабоко себе како уметник, работам и комерцијална музика, музика која што е за пошироки народни маси и да кажем се обидувам да направам музички хитови. Една соработка која што се случи 2004 година со големата балканска звезда Светлана Цеца Ражнатовиќ направи навистина да се чувствувам онака хепи затоа што влегов во еден круг во еден затворен круг во кој што тешко се влегува. Посебно во да бидеш дел од една екипа во која што е Марина Туцаковиќ, Александар Милич Мили, не знам, Рака Марич и продукции така натаму. Случајно се случи тоа да мојата композиција биде дел од албумот Горе од љубови, ако не се лажам. И тоа ми донесе навистина интересно искуство во мојата музичка кариера, бидејќи имав комуникација со тие луѓе. Бев на пресконференција во Белград, имаше сликање, имаше... Како да се работи со една таква балканска звезда? Па, тие се луѓе кои што се во некој посебен филм, затоа што со нив работат менаџерски компании кои што размислуваат во нивно име, ги пласираат, ги организираат, така да во секој случај тоа искуство ми е многу значајно и големо искуство. Реков, во тие кругови во Белград, тогаш баш кога се појави албум, се сеќавам дека беше долго очекуван албум и кога се најде мојата песна "Од тебе не знам да се опоравим", беше вистински бум не само во Србија, него и во Македонија, кај нашите медиуми, бидејќи
сите се беа изненадени, викаат кој е овој сега, ова момче, вика од Куманово, од Македонија. Непознато. Да. Потоа се случија соработки со контакти со Здравко Чоли, со Северина, мислам немав конкретни соработки, меѓутоа разговараме за соработка. Ми се јави од Pioneer продукција, имам исто 2 песни во Бугарија и ден денеска имам некои 4-5 песни кои што чекаат на изведувачи, на тамошните бугарски звезди. Сето тоа ми е драго затоа што се докажувам како композитор кој што значи е спремен да размислува во различни правци, да не биде ограничен само во смут джез или само во класична музика така, или само во комерцијална музика или само музика за филм. Мислам дека тоа е една доблест за еден композитор да може да размислува на различни начини и да се искажува и се изразува на различни начини во различни видови на музика. Што јас го имам во себе и тоа ми е посебно драго. Така. Преку балкански звезди имиња за тебе слушаат и многу музички и светски имиња познати во Соединетите Американски држави и во Америка. Како дојде до оваа соработка и што конкретно значи ова за тебе и за твојата кариера? Сега за наша среќа, значи за разлика од порано, е многу полесно да се оствари контакт и да се промовираш во светот преку нормално интернет мрежите, преку сите овие можности што ги имаме. Оно што е добро и што е квалитетно, не секогаш, меѓутоа, ако се трудиш, ќе биде препознаено во светот, затоа што во светот не постојат протекции, во музиката нема протекции, или си добар или не си добар. Ако си добар, ќе го препозна тоа и ќе сака да соработуваат, ќе сака да те менаџират и ќе сакат едноставно да те издаваат и да бидеш дел од некоја екипа. Да соработуваат со тебе. Значи тоа се случи со мојот прв албум No Borders. Вториот албум исто така Happiness in My Heart одлично помина, многу јаки промоции и во Лондон, и во Чикаго, и во Лос Анџелес, бев артист на месец, потоа и во Русија, на секаде ни светот. Тоа беше и причина за размислување со соработка со други музичари кои што би биле гости на мојот албум. Мислам дека секоја соработка со други музичари е многу значајна затоа што се шири кругот на таа музичка мрежа и оној што се работува со тебе сака преку тоа што го прави со тебе да се промовира и себе си. Така. Се шири кругот едноставно. И сега јас сум навистина ни сите делови во Америка, бидејќи моите соработници се од сите делови во Америка. Имам од Чикаго, од Њујорк, од Лос Анџелес, од Атланта, имам од Европа музичари кои свират со мене, од Велика Британија, од Лондон, така да навистина сум присаден низ целиот свет со новиот албум кој што треба да се појави. Така, кога да го очекуваме? Требаше до сега се појави, меѓутоа сум го преговори со сега нека остане тајна со неколку компании кои што се заинтересирани за издавање и очекувам да ја добијам најдобрата понуда. Можно е да заминам на една мала турнеја во Америка, септември-октомври месец. Би сакал да искористам прилика да се заблагодарам до Министерството за култура на Република Македонија кој што ми дава поддршка во оно што го работам, што е многу значено за секој уметник. Без нивна поддршка, нели, не можеме да ги реализираме нашите проекти. Така. Значи тоа е една голема помош за посебно за мене и за сите уметници, бидејќи навистина Министерството стои зад оно што го работат младите и оние што навистина нешто знаат и да ќе покажат нешто што ја промовираат Република Македонија во светот. Така. Со кого од светските музички имиња имаш желба да соработуваш? Или можеби таа желба веќе и ти се исполни? Па вака, овие дечки што сега се гости на мојот албум се навистина реномирани музичари. Тоа се луѓе кои што остават свој белег во Соединетите Американски држави. Моја голема желба е да како композитор за филмска музика направам соработка со јаки режисери, бидејќи мислам дека тука сум навистина добар и дека тука можам да го дадам најдоброто. Во преговори сум со некои компании и веќе работам за еден краткометражен филм од Америка. 2 композиции мои ќе бидат таму. Така да го очекувам правиот момент и она што би требало да се случи после толку години, нели, моја музичка кариера и мој обид за промовирање и пласирање на мојата музика во филмската индустрија.
Так, постои ли некој пример по кој Боби се водеше уште на самиот почеток, кој навистина беше пример и идол за тоа каде некогаш можеби ти ќе се најдеш, а веќе и се наоѓаш не само во Македонија и на Балканот, туку и надвор од Македонија? Па секој, значи, уметник, секој оној што почнува да се занимава со музика или со било што, има своји идоли, така. Така и јас имам своји идоли, да кажем, од познатите светски музичари како што се Ерик Клептон, гитаристи, Би.Би. Кинг, Енио Мориконе, да кажеме, од филмската музика. Меѓутоа, како поминуваат годините, некако поспокоен сум во врска со она што го правам и не сум оптеретен со некој успех, да кажем дека треба да доживам некоја светска слава. Мене ми е важно да мојата музика, пред се, она што го чувствувам длабоко во срцето, во душата, биде досадна до слушателите, да се појави на CD, да се појави, да биде досадна. И верувам дека доколку треба да се случи, ќе се случи. Ќе се случи. Значи, постојат некои работи кои што ние не можеме да ги контролираме. Дека тие работи се нешто што е не може да се објасни и дека секогаш постојат моменти кога ќе се спојат коцките. Така и неочекуваните работи се случува нешто што е многу пријатно и драго за еден уметник и еден композитор. Так. Да се пласира неговата музика на право и вистинско место. Так. Она прашање кое што секогаш оди со музичките уметници е тремата. Дали постои уште трема кај тебе кога настапуваш? Се сеќаваш ли како беше на почетокот кога прв пат настапуваш? Како не се сеќавам? Јас имав многу голема трема. Кога свирев кларинет, концерти кога правевме, мислам тоа беше за мене стрес. Меѓутоа, со текот на годините, значи многу настапи, многу свирки, многу гитаријади, кафеани, ресторани, имав и бев водител на една емисија во тогашната Куманово, значи многу настапи на македонска телевизија. Имам можеби 4 видео касети, тогаш немаше DVD. Так. 4 видео касети кои што се по 180 минути со мои настапи. Значи тоа е многу голем број на настапи. Не велам дека кога ќе се запали црвеното светло пред камерата дека не постои позитивна трема. Меѓутоа искуството си го прави своето, дефинитивно. Односот со луѓето кои те гледаат, со камерите, со настапот по радио и така натаму. Сето тоа е искуство. Така, и секој настап повеќе и повеќе ја намалува тремата и постои само она позитивна трема. Да. Сега ќе кажам, да не заборавам многу битен момент. Јас моментално сум дел од една група која што настапува петок, сабота, недела во Куманово и надвор од Куманово. Тоа е група со тамбураши. Така. Група на здраве која еве ги поздравам моите колеги кои навистина се феноменални музичари и групата навистина звучи добро. И ние имаме нон-стоп настапи. Настапи имаме, свириме, забавуваме, се дружиме со луѓе, така да и тоа е причина повеќе да ја нема тремата. Така, како се забавуваат кумановци кога веќе споменавте? Значи, јас морам да кажам дека групата на здраве со која што свирам, не сакам да ги фалам, наистина момците се феноменални, одлично свират и група која што навистина ме исполнува и со кој што имам планови понатаму да направам еден проект за во Америка со тамбурашки инструменти кои што ќе бидат промовирани во Америка со еден друг вид на музика, не она така, кој ќе биде многу интересно за таму. Така, нешто можеби што не се слушнале, а ќе имаат можност и да го слушнат. Граѓаните наши од Куманово знаат за која група станува збор, бидејќи навистина група на здраве е многу популарна во Куманово, па и веќе во Скопје. Така, што повеќе преферираат еве кога сме веќе кај забавата, кај кумановци, повеќе сакаат да слушаат? Ние свириме секаков вид на музика, почнувајќи од светски евергени како инструментална музика, па италијански, француски, шпански, Звонко Богдан, српски, македонски, мислам се свири. И се случува да, значи, во ресторани, во кафеани доаѓаат секаков тип на луѓе кои што сакаат некој, сакаат инструментална музика, некои сакаат Звонко Богдан, некои сакаат нешто Елвис Пресли и мислам за секој случај е многу интересно. Така, интересна дружба, се дружиме, искуството си го прави своето, секако тука веќе се појавуваат и нови инспирации. И за мене е многу битно тоа што со групата на здраве со кој што работам, јас добивам нови искуства во врска со тоа што го работам за како комерцијална музика. Така. Тоа е секако плюс за тебе. Чувствувам кои песни се хитови, да кажеме Халид Бешлич или не знам Шаман Шаолич или не знам Наум Петревски. Тоа се значи
пејачи, звезди кои што Имаат нонстоп за ги свириме, себе ги свириме кариера. нонстоп и тие на некој начин јас доаѓам до сознание како се прави хит. Така, сепак тоа е ново Така е, плюс за така е. тебе. За тебе говорат голем број на признанија и награди кои што ги имаш добиено за твојот квалитет и сето тоа што го поседуваш. Постои ли некоја посебно драга која што може да ја издвоиш и онака баш на тебе остави убав впечаток и ти е посебно драга? Па добро, за мене пред се битни тие признанија, да кажем, имам прием кај председател на Република Македонија за она што го работам. Секогаш сум почесен гост кога се прават забави во врска по денот на джезот, на пример. Имам поддршка од председателот, од владата, како што реков. Многу ми е драго што бев артист на месец, да кажеме, во Сан Франциско. Драго ми е што бев артист на месец во Њурек во едно списање. Потоа со моето интервју во Лас Вегас. Артист на месец во Лондон. Мислам, тоа се признанија кои што навистина ми значат, бидејќи, како што реков, тука нема протекција. Тука или си добар, или си квалитетен, или не си квалитетен. Така. Имаш ли, може би се водиш пона дека секогаш е добро да се работи со еден музичар или сакаш да соработуваш со повеќе музичари во исто време? Па, јас мислам дека соработката со повеќе уметници музичари е подобар начин да додеш до нови сознанија. Бидејќи секој музичар има своја карактеристика во својата соработка. Од секој музичар можеш да научиш нешто и можеш да го поделиш своето искуство, тој да научи од тебе нешто. Соработам, како што реков, на новиот албум со 10, можеби 12 различни уметници музичари. Многу интересна музика е во прашање. Ќе оставиме да помине уште некој време и ви ветувам дека ќе направиме официјална промоција во вашата телевизија. Така, ние ќе очекуваме и се надеваме дека и тоа ќе помине секако што треба, како што и досега било. Да одиме со уште една музичка номера, да здивнеме малку, па се враќаме назад. Ти си чудо, ти си вистина. И да, со секој момент нова, во нова боја светот го облекуваш. Хеј, колку убав, прекрасен, животот безграничен, илјада соништа, светла на твојот пат. У твоим очима е цел свет, драга комадич раја. Док дишеш сва лепота, ко сунце сија. Живот е пун изненаđenja, dok sebe voliš tu problema nema. Samo slušaj svoje srce, ono zna šta treba. Ova je vreme, ova je tvoje vreme. Vidi ljubav, vidi sreća, pričuvaš svoja prikazna. Ova je vreme, ova je tvoje vreme. Leden po leden, cvetovi novi cutar. Не се предавай толкова лесно, дойде времето да си кажем честно, че сме живели до сега в лъжа. Точно ние трябва да променим всичко това. Към себе си погледни, изхвърли всички лъжливи спомени. Лошите приятели и гости неканени. Ти си самодостатъчен, светът е загадъчен. Не е нужен да си съвършен или порядъчен. Всеки прави своята приказка, не дей гледа другите. Не търси смисъл в на лошите думите. Имаш сила да обърне всичко в твоя полза. Твоята борба избърши тая сълза. С лошо нищо не става и да отмъстиш Бога да не отминава. Пътят ти в един момент се разклонява, но само трудният е той, който те спасява. Ова е време, ова е твое време. Vidi ljubav, vidi sreća, pričuvaš svoja prikazna. Ова е време, ова е твое време. Leden po leden, cvetovi novi cutar.
Престани да мислиш колку лошо може да ти биде. Нели виде, времето брзо ти иде. Нова страница се врти, старата одма се кине. Сите срекни, само ти не има. Ето не е пример, во грлото грудка, од душа болна болка. Стравот во тебе те тера да чуваш бомба, а чашата е полна, со себе ти водиш војна. Годините лета, деновите неќа да пројдат. Животот е момент и од сите слики спомен. Во главата подсети се на мирисот на пролет. Надеж, љубов и среќа, слободата те чека. Верба во себе пред се и викне дека си овдека. Црстал на нозе, нека знаат кој им доаѓа и нека знаат со добро се где се проаѓа. И пак, кога мислиш дека никој не ти помага, можеш ти се, само треба да се побара. Ова е време, ова е твое време. Ова е време, ова е твое време. Еден по еден, светови нови цутат. Ова е време, ова е твое време. Види љубов, види среќа, пишуваш своја приказна. Ова е време, ова е твое време. Цветови нови цутат. Еве сме повторно назад, се одморивме со малку музика за оние кои што можеби подоцна се вклучуваат и ова утро се со нас. Да подсетам, мој гостин ова утро Боби Серафимовски, музичар и композитор. Да споменеме нешто околу тоа, дали се надеваш и очекуваше дека ќе стигнеш до тука и ќе имаш ваква музичка кариера зад себе? Па не знам, може би очекував и повеќе, да ви кажем право. Меѓутоа реков дека сега сум спокоен, дека не форсирам да се случуваат кој знае какви работи. Оставам на времето да покаже мојата работа, да компонирам, да творам, да создавам и да го дадам најдоброто од мене што го имам на себе. Так, го живее ли Боби својот сон или можеби посакува нешто повеќе? Спомена, очекуваш и очекуваш повеќе. Па среќен сум, да ви кажам. Се чувствувам среќен затоа што прво имам среќно семејство, го работам оно што го сакам и мојот сон е тоа, значи да сме живи и здрави пред се. Так. Фала на Господ, сега сме живи и здрави и да имам музички идеи, а многу музички идеи има во мене. Така да Имаш што и да работам, понудиш. компонирам, се чувствувам феноменално. Так. Ајде да споменеме нешто околу она што Боби подготвува најново, што на македонската сцена, што на сцена надвор од Македонија, што најново ќе имаат можност да слушнат сите Да. од тебе. Како што реков, соработувам и со наши музичари, значи Мартинијан, Так. јас сум вујко на Мартинијан, инаку од наша фамилија, наше семејство, имав една песна за него. Мартинијан е одличен момче, супер пејач. Так. И мислам дека Само го очекува добра Немаше кариера. среќа да се Не, покаже. направи одличен успех. Мислам. Тој покаже колку знае и колку е талентиран и мислам дека доправо го очекува одлична кариера. Тој потпиша и договор со Гранд продукција. Така, значи сепак Мислам, останува сепак во Гранд. Тоа е успех, нели? Так. Работа на овој фестивал на Макфест, последна композиција моја беше за Дарко, за Дејан Тасев, пардон, се извинувам. На Оксиски трубадури ќе имам две мои песни. Наши гуманици ќе ги пеат песните. Даниел и Сандра пеат една, навистина, песна која е хит. Не сакам да открием зашто станува збор. И нашиот пеач Атанасо, неговиот бенд, исто ќе пеат моја композиција. Меѓутоа сакам да ги информирам на вашите гледачи и нашите сограѓани дека се случува нешто ново, се очекување официјално функционирање на мојата продукција, нашата заедно со мојата сопруга. Студио е едукативен центар Серафимовски и продукција каде што ќе имат прилика нашите најмлади сограѓани, значи да изучуваат инструменти, да бидат дел од тој едукативен центар. Ќе имаме тим кој што навистина ќе биде професионален, професори по различни инструменти. Ќе правиме, значи, продукција, издавање на музика и се тоа што значи музичко уметност. Не би сакал повеќе да зборувам за тоа, бидејќи директорката мојата сопруга е таа што ќе биде задолжена за тој дел, јас ќе бидам дел од тимот
И се надам во една прилика ќе би биде и таа гост и Так. ќе имате прилика да разговарате за тоа што следува. Така, како за продукција. сето она што ќе имаат можност да се случува во Куманово, сепак навистина ќе интересно имат и прилика, ново. значи ќе имат прилика младите да изучуваат многу инструменти, да бидат квалитетно едуцирани, да учествуваат во надпревари, да снимат музика, да бидат дел од тимот продукција Серафимовски и тој е едукативен музички центар. Така, во исчекување на сето она што ќе се случува, ќе имаме можност секако да го испромовираме и да кажеме збор два повеќе и за тоа. Спомена дека си среќен и исполнет, ти си пред се, освен што си врвен музичар, си сопруг и татко. Колку ти значи поддршката од твоите најблиски, од твоето семејство, сепак тоа е нели најважната поддршка? Тоа е најважното нешто. Јас користам прилика да се заблагодарам на моето семејство, што наистина имам голема поддршка од мојата сопруга и моите деца. Понекогаш можеби јас претерувам со моите истражувања и сум доста зафатен во моето музичко студио, меѓутоа наоѓам време да бидам со нив, да се дружиме, да шетаме низ градот, надвор од градот, на годишен одмор и така натаму и да бидеме заедно. Така, сепак поддршката од најблиските е најважната поддршка и во било кој. тие први да слушаат композицијата и даваат оценка дали е добро, дали не е добро. Даваат критика, сугестија, што треба да сменам, како да направам. Така, ги слушали Бобиеве кога можеби не им се допаѓа? Секако. Ние музичарите некогаш знаеме да претераме со ставање на многу ноти во композиции. И тогаш ќерка ми или си мили супруга ќе што ставил тука, па тоа не ти треба, дај направи го малку поедноставно да биде. И мислам дека многу пати биле во право. Така. Секако тука е и поддршката од татковината, спомена имаш голема поддршка од Министерството за култура на средби со председателот Ѓорѓе Иванов. Одлична поддршка. Тоа е наистина. сепак и презентација на сопствената држава. Јас сум многу благодарен, реков, Министерството за култура која ми дава несебична поддршка во моите проекти, од председателот, од владата на Република Македонија, наистина голема благодарност и мислам дека многу музичари, многу уметници имаат поддршка како никош досега. И треба да го цениме тоа. Така. Спомена за поддршката од твоите најблиски, од семејството, имаш поддршка, се разбира, и од голем број на институции, како што се председателот и Министерството за култура, но ние направивме една анкета, истражување за тоа што велат нашите сограѓани за тебе, колку се запознаени со тоа што ти го работиш, да погледнеме кратко Ајде да видиме. како помина, па се враќаме насад. Боби Серафимовски, дали го знаете, пошто е значен тој за Куманово? Го знам секако, баш синојка пееше во ресторанот Терац. Еден од познатите македонски пејачи. Ми се допада. Човекот е коректен, добар. Како човек, како музичар, супер све. Супер. И музичари, и другари, и пријатели, и све. Боби Серафимовски, така наречен Македон, го познавам лично, многу блиски пријатели сме, некогашни колеги, па и сега. За него се најдобро, се најубаво. Добар другар, добар пријател, добар родител, музичар добар и се што е најдобро за него може да се каже. Па знам надвор од Македонија дека е повеќе ценет, така по Facebook страницата како што гледам, надвор е ценет. Порано тука беше, сега во моментот малку сум и јас отргнат од музиката и не знам баш точно како е, што е, а меѓутоа по телевизиите слабо го гледам. Не е како порано. Сега што е, како е, не знам каде е проблемот, меѓутоа он е моментално меѓу најдобрите во Македонијата. Па Боби лично го знам, господинот за Куманово даде голем допринос бидејќи работел нешто околу музика таму, спремал некои спортови, некои важно со музика се бавел господинот, а во меѓувреме пред една година, две, мислам дека беше малку и во Америка таму, работел музика за некои филмови, така имам слушнато сега, колку е тоа точно не знам. А инаку како граѓани на градот Куманово доста, мислам, вака го знаат луѓето, мислам, оваа следна генерација како што сум ја до 55 години, а за постарите може би го знаат. Дали е доволно ценет во Куманово, во Македонија или повеќе настрана?
Па право да ви кажам, тој што му отиде во Америка, значи има некои квалитети во себе, поседува, во Куманово е доста, мислам, вака познат, го почитуваат луѓето, а и доста е дружеливи, вака дружливо, се дружи со луѓето. За во Македонија не знам во кои кругови како Скопје, како Македонија, тие се за мене друга некоја линија, а во Куманово целосно мислам дека го почитуваат Боби. Па јас го познавам и лично. Па што ќе ни кажете, вие го лично познавате, уште по-добро? Мислам, го познава лично, сега не сме се виделе 10 години. Ама, па добро, што да кажам. Правеше некоја музика, сега немам појма што работи. Ете така, тоа беше анкетата која направи нашата екипа за Боби Серафимовски и дали се запознаени и колку со тоа што тој го работи. Боби, имаше можност да слушнеш и ти. Интересно. Така, позитивни коментари, Добро, убави. може би имало и негативни, вие сте ги во режија сте ги средили. Ние се надеваме и искрено мислам дека такви Се коментари не постојат. Колку ти значат ваквите коментари и позитивни критики Драго од ми е, сограѓани? не изненадите со оваа анкета, ја не знаете дека има анкета. Човек кој што збореше, го поздравам, Синан Скендеровски, тој е исто музичар, бумјар, имаме прилика да свириме, соработуваме со него доста години. Имаме голем. Ми испофали човекот многу, фала многу. Така, не само тој, туку многу Да. ти исповали и се запознаени. Сепак она што и ние го, не само ние, туку сите го забележуваат дека твоите квалитети сепак стигнале на вистинското место и си замина дури во сад и слушна и тие за тебе, дури и тие највеќе и по тоа те препознаваат. Добре, супер. Так, те знаат и по тоа дека си дружелив човек, оние кои што приватно Па да. те знаат. Сакам да бидам коректен колку можам, нели? И сум мирољубив човек. Нормално дека имам некоја линија до каде оди Так. тоа, нели? Она што мене лично ме интересира, а што не можам да не го споменам во разговор со тебе пред да започнеме со емисијата и со разговорот, постои ли некој наследник кој ќе тргне, еве можеби по стапките на тато од твоето семејство, можеби некој од твоите деца? Па не знам, јас не ги форсирам моите деца да бидат по секоја цена музичари, меѓутоа има талент кај нив. Се гледа дека имаат слух, ќерка ми многу и сими исто така. Мислам, супер се. Имаат слух, имаат ритам, имаат се. Ќерка ми малку повеќе така заинтересирана за инструменти, меѓутоа и сими е доста талентиран, музикален. Така дал сам на нив, тоа е нивен избор. Сега ќе почнеме со ова едукативниот центар, нели, со Так. во септември месец, здравје Боже. Ќе бидат дел и членови на тој центар, ќе изучуваат инструменти. Па ако се појави интерес и голема желба да продолжат со музика, професионално се занимаваат. Ти секогаш ќе застанеш задни виќе и ги Што подржиш. можам да им помогнам, да. Ќе имат инструменти, ќе имат студио продукција, така да не е проблем. Ќе оставиш на нив тие да одлучат доколку сакаат да се занимаваат со музика. Еве веќе времето ни поминува и сме при крај. Боби, ти благодарам што ова утро одвои време и беше наш гостин. Се надевам дека сите ужива. Ми беше многу драго. Заборавив еден многу битен момент и еден сегмент од мојот живот и од Така, мојата кариера, повеќе. да кажам, што е за мене многу значаен. Кога веќе правевме мојбет за моите почетоци, Така. значи главниот виновник и оној што многу направи за мене во мојата музика, во мојата музичка кариера е господинот Миодраг Божиновски Миче, да го спомнеме, еден светски композитор, што за жал сега веќе не е меѓу нас, меѓутоа мој идол, човек кој што кога го слушав како свири клавир, посебни чувства будеше во мене и се обидов на секаков начин да свирам како него. Така може. Значи да го поздравам неговото семејство во оваа прилика. Така. Јас ќе ти се заблагодарам тебе што одвои време и што беше наш гостин. Се надевам дека и понатаму ќе нижеш успеси како што нижеш и до сега. Ќе имаш исто така многу албуми како што имаш и до сега и се надеваме на понатамошна соработка и да испромовираме уште многу албуми заедно со Ви тебе. благодарам што ме повикавте. Навистина ми беше прекрасно во вашето друштво и во вашата емисија. Ми е драго што видов луѓе кои што ги познам дека во техниката и нив ги поздравам. Тоа се навистина супер дечки кои што ја знаат одлично да ја работат својата работа. Ви посакувам многу успех понатаму на вас. Така, благодарам и на Благодарам тебе на вас. на убавите зборови. Ние одиме уште со малку музика и се враќаме назад да се одјавиме.
Еве сме тука веќе на крајот и од ова утринско издание на емисијата Нов ден. Се надевам и во овој еден час кој што го имавме во разговор со Боби Серафимовски. Уживавте, бидете и утре со нас во добропознатиот термин од 7 до 9 часот. Толку и од мене во ова издание. Повторно се гледаме утре. Имајте убав ден денеска.